Моментално си една од најплатените девојки во Македонија, односно модели. Кажи ми, дали добро заработуваш? Да, искрено ви кажам, јас не очекував дека може кај нас да се заработува вака добро, затоа ја одбив понудата за да влезам во задруга. Јас сум презадоволна покрај значи соработката тука што имам, веќе значи планирам и на страна да почнам да работам бидејќи добив премногу понуди, но сега за сега сум тука така да задоволна сум. Па сега нема, може во некоја наредна прилика да не зборам пред време. Странство? Да. Збориме за запад. Да. Добро. Кажи ми што мислиш за Сораја Станија, Александра Накова? Дали ти пречи тоа што они го работат, ги викаат старлети? Старлети сега секој има различен поглед кон стварите во животот. За мене зборот старлета искрено не опишува нешто добро и нешто убаво, така да не знам, искрено јас за мене не би сакала некој со тој збор да ме опишува. Дали знаеш што е старлета? Како? Дали знаеш што е старлета? Старлета би требало да биде девојка која што изгледа добро и атрактивно, но тоа не е така за жал кај нас на Балканот. Кај нас старлета е девојка која што се исповетува со девојка која што нарекуваат спонзоруши сега, извини вака ако морам веќе да кажам. Така да за тоа со тој епитет воопшто не ми се допаѓа кога ги нарекуваат девојките како старлети. За Станија, Сораја и Накова, па не знам, не ги знам девојките лично. Всушност, ствари, имав комуникација со Сораја кога искочив од задруга, добив пофални зборови, искрено се изненадев, така да мислам дека е окей, нормална девојка, барем како другар дека е окей. А за Станија и Накова не знам што ви кажам затоа што не ги знам лично девојките. Добро. Дали до сега си добила некоја непристойна понуда? Да. Која е? Сега не би сакала да зборувам за тие работи затоа што стварно не сум таква девојка, не ме интересираат тие работи, нормално дека да. Колку беше, милион евра? Да не знам. Дали си соло? Да. Зошто сите убави девојки се соло? Затоа што нема машки во денешницава. Како нема маш? Па така Што нема. бараш ти? Јас барам човек кој што е доволно јак за да се носи со една убава паметна девојка, кој што знае што е верност и почитување и кој што знае да го цени тоа што му го пружа девојката. Значи скромна сум, не барам многу. Некои нормални вредности кои што во денешницата ги нема. Во Скопје нема такви дечки? Па јас искрено до сега не сум налетала, ако налетам ќе ти кажам. Убаво ти е да бидеш Би само? сакала да налетам. Па јас сум човек што е многу романтичен и имав 7-годишна врска. И сакам да сум заљубена, сакам значи Ти го остави? Да. Имаше доволно голема причина за тоа? Да. Што ти направи? Па не би да Ти коментирам. изневери? Па како да ти кажам, Ама мора да е луд. Не ме изневери, ама многу ефтино се продаде по провинциите, мислам дека тоа е доволно. Колку е ефтино? 50 евра? Не, уствари, не се продаде, него го донирав во провинциите. Добро, следниот треба да ти донесе... Ајде да ги охрабриме малку. Значи, Што треба да направи еден фрајер доволно е да биде лојален, да знае да сака и да почитува жена и да го цени тоа што го пружаме. Рече дека си романтична. Да. А тоа значи цвеќе, вино, месечина... Па не во таква смисла романтична е. Мене малите гестови значи многу ми значат. Значи доволно ми е, не знам, на сабајле на пример, ја кога ќе станам многу сакам да јадам благо нешто, така доволно ми е едно чоколадо да ме чека до мене. Да. Јас сега ќе го замавам стоматол вака да те фати цела. Фантастична линија, ја морам да признам. Не знам како се задржи он, изгледаш фантастично. Благодарам. Имаш ли идол од модната сцена? Искрена ќе бидам, значи баш не пратам, значи наискрено, така да. Избор за Македонија збори фокушто. Па има, може да кажем од Викторија Секрет, на пример, Адриана Лима ми е. Ако добиеш понуда за Викторија Секрет, би отишла? Па искрено не, затоа што мислам би сакала, јас сама доколку не би барале од мене да бидам анорексична, затоа што таму девојките се, јас сакам девојки со блини, за мене е тоа права жена што има блини. Така да не сакам слаби девојки, не сакам да бидам анорексична, сакам значи да си имам облини и атрибути како што мислам дека треба да изгледа секоја жена. Така да мислам за Викторија Секрет не, ама за некоја друга, значи модна куќа да. Да. Нешто да Што не. те видиш слаба. Слаба не, али Што учиш? Јас завршив правен факултет, магистрирав на правен факултет со сите десетки. Значи и убава и паметна. Така. Читаш книги?
Па искрено не баш четпат. Гледаш Последната романтични филмчиња? книга што имам прочитана е психолошка книга која што ми ја подари мајка ми. И да ти кажам, многу поучна книга која што те учи за Господ, за животот, за моралните вредности. Такви книги да, сакам да читам. И за крај да не те задржам, дали мислиш дека убавите жени полесно отвараат железни врати или не? Па да, али се, како да кажам, отвараат железни врати, да, многу има полесно за некои работи во животот, али мислам дека во иста мера колку што има лесно, толку има тешко. Мислам дека 50-50. 50-50? Да. Би се вратила во некој реално шоу? Не. Никогаш? Не, никогаш. Јас сум Елонора Милковиќ, а вие гледате ексклузив на TV1.